Така, Александра, добро утро и до тебе во студиото, добро утро и до сите вас, драги гледачи, кои редовно се будите со нашата утренска програма. Токму така, јас се јавувам во живо од јавната здравствена установа Здравствен дом Железничар, за да ја најавиме бесплатната проверка на ПСА тумор маркерите, кои се одвива токму во овој момент и ќе ни кажат и моите соговорници до кога ќе се одвива оваа превентивна бесплатна проверка на простатата. Бидејќи месец ноември е месец кој што е посветен на машкото здравје, по одлична можност и мажите да го проверат своето здравје. Велам добро утро за директорот на Здравствен дом Железничар, доктор Спасе Јанев, и Наташа Трековска, која што е биохемичар тука во Здравствениот дом. Добро утро. Добро утро. Најпрво добро утро до вас, до вашите колеги во студио, добро утро Скопје и нека не чести 13 ноември, денот на ослободување на градот Скопје. Да, ќе кажам дека како и претходната година и оваа година традиционално Здравствен дом Железничар се вклучува во кампањата Мовембар во светски рамки за подигнување на свеста на заштита на машкото здравје, нели? Во однос на тестирање на ПСА тумор маркерот и подигнување на свеста за заштита на менталното здравје на машката популација кај нас. Така, и веднаш ќе ве прашам што значи ПСА тумор маркер проверка на простатата. А тоа е основно нешто низ кое едно машко треба после 40-тата, 45-тата година, да кажеме, да помине со цел да се заштити сами од себе. Тоа се однесува на простатата, а тоа е маркер кој покажува одредена промена на простатата. Значи, тоа е простата специфичен антиген која ни е основа или база за понатамошно или исследување или пак самиот маж да биде мирен дека се е во ред со неговото здравје во однос на простатата, која морам да кажам дека е една од водечките проблеми во однос на малигните болести во машката популација. Така, и морам да ве прашам како изгледаат прегледите, затоа што мажите кои што не следат во моментов, а сакаат да ги направат тие бесплатни прегледи, можеби се плашат, не сакаат да дојдат. Нема потреба од плашење, да. Овие 3 дена, овие 3 недели, акцијата ќе биде со бесплатно зимање крв. Крвта се зима од прст, без дополнителни подготовки, центрифугирања, директно се одредува вредноста. Толку тоа е единствено само земањето од крв? Тоа е, да, земањето на крв од прст, треба да дојдат со документ за идентификација, резултатите ќе ги добијат истиот ден. Понатака апелирам да со резултатите се јават кај своите матични доктори, кои што според тоа каков ќе биде резултатот, ќе видат дали треба понатака да се испратат на дополнителни испитувања. Можеби се ќе биде во ред, можеби, мислам, тоа ќе се реши матичниот доктор, да. Каде ќе оди понатака пациентот. Така, прво треба да се направат испитувањата, понатаму дополнителни прегледи доколку се неопходни. Верувам дека ги интересира и околу закажувањето на термини. Дали треба кај матичната да се закаже тука во Здравствен дом Железничар, упат треба ли да се зема? Така, воопшто не треба ниту упат, ниту било какви закажувања. Во наредните 3/4 од 11 до 13 часот во просториите на Здравствен дом Железничар бесплатно ќе се направи скрининг на ПСА тумор маркерот, така да апелирам до сите наши сограѓани, не само од Скопје, од цела држава, доколку се во можност да дојдат и да направиме еден скрининг со цел заштита првенствено превентивна на нивното здравје. Лани, морам да напоменам, имавме огромен одзив, не само од градот Скопје, од многу градови. Направена таа физибилити студија, понесена до Министерството за здравство, каде што веќе почнуваме да имаме официјални скрининзи во однос на ПСА тумор маркерот и мило ми е што сме пионери во сево ова и повтор пат го воведуваме како скрининг бесплатен ние како јавна здравствена установа. Тоа е многу важно и морам да кажам дека како лабораторија која функционира во склопот на здравствениот дом сме, да не речам, единствени кои дозволуваат земање на испитување на ПСА тумор маркерот од полна крв, значи без дополнителни венски зимања, нели, првенствено од само капка крв од прст. Така, значи 3 недели од сега до... Сакавте да додадете? Не, само да сакам да кажам дека ова е скрининг испитување кое што понатака треба да понатамошни испитувања доколку е потребно.
Да, рековме доколку е неопходно и Тоа се да види. доврзиме дека доколку резултатот е поголем од нормалните вредности од 0 до 4, тогаш се гледа дека се очекува некоја промена да има на простатата, понатаму се упатува да се зема фри ПСА од венска крв, да се направи ехо на простатата од соодветниот интернист и со сите тие испитувања се упатува на уролог кој го презема пациентот за понатамошна испитување и исследување. Јас се благодарам за одвоеното време. Одлична можност мажите да се грижат за сопственото здравје, освен што нели дамите се грижа во месец октомври кој што беше нели за рано откривање на рак на дојка, еве и мажите рано да можат да ги откријат, доколку не дај Боже има нешто. Затоа се велат превентивни прегледи. Да, токму затоа велам, една птица не чини пролет, ајде сите заедно да подигнеме свеста за заштитата на машкото здравје. Морам да нагласам дека денес на предплатото на здравствениот дом во 12 часот пристигнува една парада од наши добри пријатели моторџи од Gentleman's Crew, кои се директни представници на Gentleman's Ride и Drive на Movember фондацијата во светски рамки, на Веспа мотоклубот, така да ете мило ми е што многу луѓе се вклучуваат во ова наше пионерско движење. Вам ве благодарам уште еднаш, а благодарам за вниманието и на гледачите и ја охрабруваме сите вас, драги мажи, да дојдете да направите бесплатни превентивни прегледи со цел да го зачувате вашето здравје. Александра, се враќаме во студиото и продолжуваме сутринските вести.